Градот убав, полупразен. Вообичаениот метаж низ најфреквентните скопски улици денеска го нема. Нема гужва ниту во познатите кафулиња во центарот на метрополот. Ова е ретка слика на празно Скопје, која се должи на неработните денови. Скопјани ги споија празниците. Дел од нив заминаа на море кај јужниот сосед. Други Великден го дочекаа во Охрид или пак во некое македонско селце. Ама има мал број што останаа дома. Оние што немале финансиска можност за патување или пак не успеале да земат слободен ден од работа помеѓу празниците. Не празно, него нема ништо него. Све отишло. Ќе се вратат, ќе дојдат. Нема кај да идат. Дома углавном, ама бевме малку на шетање, бевме до водно, со внуците, нормално. Па од моите пријатели повеќето беа во Охрид. А некои во Грција, зависи кој што како сака да го помине празникот. Важно да биде со уживот, со здравје, со добри желби. И се понатаму да биде добро. Утре патувам. Странство. Бев во селце, Галич, Бистра. А за 1 мај каде ќе оди? Пак таму ќе одам утре, ќе направиме една скаличка убава и супер ќе ми биде. Поради празниот град, деновиве и таксистите останаа без заработка. Велат за џабе излегувале и кружеле низ пустите улици. Никако. Денеска прв ден како што малку живна. Иначе претходните денови од петокот наваму градот беше празен, да не речам пуст. Туристичките агенции ги продале аранжманите недели пред празниците. Велат имале ефтини понуди, а заинтересираноста за патување е огромна, па се барало место повеќе. Се погодија датумите многу убаво да се спојат, да добијат малтане 5-6 дена во континуитет со многу неработни денови. Во нашата програма имавме, од блискиве дестинации, во Бугарија имаше големо побарување за Банско, за Сандански. Во Грција доле на краците имаше доста наши туристи кои што отидоа. Навистина интересот беше многу голем и се бараше место повеќе. 10 дена пред Великден веќе беа распродадени скоро сите аранжмани што ги имав. Граѓаните што не заминаа никаде за проложениот великденски викенд и првомајските празници, барем уживаа во мирно и тивко Скопје.